Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Водостопанската подружница Брегалница од Кочани ги повикува земјоделците кои планираат да сеат ориз, претходно да склучат водокориснички договори за наредната година. На тој начин ќе се осигураат дека ќе добијат вода за своите површини, а ќе помогнат и во изготвувањето на новиот план за наводнување. Паралелно со подготовките за изготвување на планот за наводнување за предстојната сезона, Водостопанската подружница Брегалница од Кочани ја спроведува и законската обврска за склучување договори со земјоделците. Без разлика дали станува збор за производство на ориз или друга земјоделска култура, за сите земјоделски површини што се опфатени со хидросистемот и кои што и досега се наводнувале од каналската мрежа, неопходно е да се склучи договор за наводнување. Се работи за вообичаена постапка со која двете страни меѓусебно се обврзуваат да ги исполнат задачите што произлегуваат од подпишаниот документ, а што е неопходно да се случи навреме. Водокорисничкиот договор всушност за земјоделските производители представува гаранција дека навреме ќе добијат вода за наводнување, а од друга страна пак за водостопанското претпријатие нуди правна основа да им достави фактура за испорачаната услуга. За да се склучи договорот, неопходно е водокорисниците да дојдат во канцелариите на подружницата Брегалница во Кочани, во Штип или во Свети Николе, да го потпишат договорот за наводнување, со што ќе се намалат грешките при задолжувањето на површините за предстојната сезона. Исто така, ако имаат промена на собственоста, ќе треба да достават и имотен лист, за да може навреме да се внесат измените, пред да се направи задолжувањето за водниот надоместок. Од Водостопанската подружница велат дека наплатата на надоместокот за минатата сезона тече нормално, со оглед што на земјоделците навреме им биле испратени фактурите за наводнителната сезона, што и покрај сушниот период успешно се реализираше. Обврската за земјоделците да склучат договор е согласно членот 20 од Законот за водостопанство, во кој стои дека снабдување со вода за наводнување ќе се врши врз основа на договор. Иако нема официјална потврда, се очекува цената по единица површина и за оваа сезона да остане непроменета во однос на минатата година. Со цел изготвување список на земјоделци кои не добиле субвенции за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2015 година, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани излегува со апел до сите земјоделци кои што се засегнати со овој проблем да се обратат во подрачната единица со цел евидентирање на истите и да се испрати список до платежната агенција. Сите земјоделци производители на ориз кои што немаат добиено субвенции за мерката за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколтата 2015 година во регистрираните откупни предпријатија да дојдат во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани со цел да бидат евидентирани, апелираат од подрачната единица во Кочани. А сите оние кои немат остварено, односно немат добиено субвенции за 2015 година за мерката 1.19 за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколтата 2015 година во регистрирани откупни предпријатија со цел да се пријават како би можеле ние како подрачна единица да изготвиме еден список како би можеле истиот да го препратиме во платежната агенција, се со цел да добиеме информации зошто до сега по основ на таа мерка немат добиено, да добиеме одговор од платежната агенција кој е проблемот што немат добиено до сега, значи парични средства за таа мерка. Значи за тоа уште еднаш повторувам, апелираме секој да дојде да се пријави, ние ќе изготвиме еден список, истиот ќе го препратиме до платежната агенција, се со цел да добиеме информации до каде е исплатата за оризова арпа, бидејќи знаеме дека дел од парите се исплатени, еден дел останаа неисплатени, па се со цел да излеземе во пресрет на земјоделците. Значи уште еднаш ќе кажам дека треба да дојдат во подрачната единица во што пократок рок, како би можеле списковите да ги изготвиме на време и да ги препратиме до платежната агенција. Мерката за директни плаќања за произведена и предадена оризова арпа од реколта 2015 година е согласно програмата за дополнување на програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година, која што под мерката 1.18 се додаде нова мерка 1.19 за плаќање за произведена и предадена оризова арпа.
Минатата година најголем број представки до регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип. Граѓаните од источниот регион поднеле поради незадоволство од судски пресуди. Освен тоа, не заостанува ни бројот на поплаките поради погрешно или двојно испраќање на сметки за радиодифузна такса во семејства каде имало само еден обврзник. Нема промени во причините поради кои граѓаните во текот на минатата година поднеле најмногу представки до Народниот правобранител, а во кои се пожалиле на работењето на државните органи и институциите. Најбројни биле барањата за преиспитување на веќе донесени судски одлуки, со кои граѓаните оцениле дека се оштетени или неправедно прогласени за виновни. Според извештајот за работа на регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип, лани граѓаните од истокот го оцениле работењето на поодделни судии како неприфатливо, а решиле да поднесат и преставки. Незадоволство од донесени одлуки на судски јавно-обвинителски органи, незаконско блокирање од страна на извршителите, намален е бројот на такви преставки со оглед на тоа дека преку медиумите постојано известуваме дека Народниот правобранител во судските постапки има многу мала надлежност и тоа само во одолжување на судски постапки, додека донесени правосилни судски јавно-обвинителски одлуки не може да ги именува нити па да ги укинува, затоа си постојат судски инстанции, јавно-обвинителски инстанции, прва, втора и трета, значи. Освен од судските пресуди, граѓаните биле незадоволни што на домашните адреси добивале погрешни или двојни сметки за радиодифузна такса. Поради тоа голем е бројот на преставки од нив, жалејќи се дека и покрај тоа отреагирале кај надлежните служби во Управата за јавни приходи, односно во МРТ, состојбата не се променила. Повторно зголемениот број на преставки поднесени за незаконско задолжување со радиодифузната такса. Незаконско задолжување значи наместо еден од семејството се задолжуваат повеќе членови од едно исто семејство. Освен за овие проблеми, граѓаните од источниот регион поднели и поголем број преставки поврзани со социјалната заштита, како и од областа на пензиско-инвалидското осигурување, каде имало незадоволство од одложувањето на постапките кај второстепените органи, откако била поднесена жалба на решенија што ги донеле правостепените. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат дека голем број преставки лани имало и за имотно-правни работи за незавршени постапки кај приватизација на градежно земјиште, потоа за легализација на бесправно изградени објекти, како и за започнати, но се уште незавршени постапки за денационализација на имотот. Трите поголеми основни училишта од општина Виница го објавија тендерот за избор на фирма што ќе го врши превозот на учениците во тековната година. За покривање на трошоците за оваа намена предвидено е да се потрошат околу 37.000 евра. Основните училишта Гоце Делчев и Славчо Стојменски од Виница и Кочо Рацин од Блатец на почетокот од оваа година ја спроведуваат вообичаената постапка за избор на фирма што ќе го обезбедува превозот на учениците. Јавниот повик за пријавување на заинтересираните даватели на услугата е веќе објавен и ќе трае до 22 јануари. Според пресметките за трошоци по ученик, се планира за бесплатниот превоз за тековната година трите училишта да потрошат вкупно 2.300.000 денари, без давачките за данок на додадена вредност. Со распишаните тендери треба да се обезбеди превоз за 163 ученика, од кои најголем дел 113 учат во училиштето Гоце Делчев и неговите подрачни училишта. Се работи за ученици кои живеат во ромското мало и во околните населени места во општина Виница, а релациите на кои ќе се превезуваат се групирани во 6 линии. Како забелешка во техничката спецификација на јавниот повик е нагласено дека превозот ќе се извршува во 2 смени, а давателот или давателите на услугите имаат обврска по завршувањето на часовите да ги вратат учениците до нивните домови. Со превозот во основното училиште Славчо Стојменски пак ќе бидат опфатени 39 ученици во предметна и одделенска настава, кои патуваат на 3 различни релации, односно од Лески, од мотелот Слив и од Нова Населба до Виница. За трошокот за услугата се планира да бидат издвоени 600.000 денари. Исто толкова сума е планирана и во основното училиште Кочо Рацин, каде иако ќе се превезуваат најмал број ученици, само 11, сепак специфичноста на релациите влијае на трошокот. Овде, освен учениците од Липец и Лаки, кои посетуваат редовна настава, вклучени си и 6 ученика од Виница, Градец, Пехчево и Нивичани, кои се школуваат во посебните паралелки.
Според условите во тендерската постапка, носителите на набавката со кои ќе бидат склучени договори се обврзуваат да обезбедат посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кога превезуваат ученици да не смеат да вршат превоз на други патници. Плаќањето за извршените услуги ќе се прави по добивањето на средствата од општина Виница на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугите може да се пријават и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере кои релации ќе ги вози. Од одржаниот концерт на 14 декември што се организираше во спортската сала во Кучани, а беше наменет за помош на Методи Митев, беа собрани околу 6.000 евра. За операцијата која што му е закажана за 15 март 2018 во Кина, на Митев му се потребни уште 3.000 евра. Во вторник на 16 јануари ќе се организира голема хуманитарна забава во негова чест во ресторан Аледар, а ќе настапат познати естрадни уметници од македонската музичка сцена. Уште една голема хуманитарна забава за помош на Методи Митев ќе биде организирана во вторник на 16 јануари во хотел ресторан Аледар со почеток во 20 часот. Влезницата изнесува 100 денари, средства кои што ќе бидат наменети за Митев, а дополнително собствениците на Аледар хуманитарно ќе дадат средства и од собраниот промет. Присутните гости ќе ги забавуваат естрадните уметници од македонската музичка сцена: Сузана Гавазова, Владко Миладиновски, Владко Лозановски, Ване Грозданов, Ибуш Ибраимовски и Ристе Ристевски. Организираме голема хуманитарна забава за Митев Методи на ден 16 јануари, вторник. Значи, со почеток во 20 часот ќе имаме 6 естрадни уметници од македонската естрада. Значи, ги поканувам сите хумани луѓе да дојдат да му помогнеме на Митев Методи да ги собере потребните средства за операција која му е закажана за 15 март 2018. Сите собрани средства од влезниците и дел од прометот што ќе биде остварен таа вечер ќе бидат донирани за Митев Методи со цел да му се помогне максимално. Методи Митев боледува од хередитарна параплегија која му ги одзема нозете и не може да оди. Единствена надеж му даваат лекарите во Кина, кои што му закажаа операција за 15 март 2018 година, а до потребната сума му недостасуваат уште 3.000 евра. Затоа Митев ги моли сите хумани граѓани за помош да може да ги дособере парите, а воедно се заблагодари за дадената подршка што му ја дадоа граѓаните на големиот хуманитарен концерт што на 14 декември беше организиран за него. Голема благодарност сакам да упатам до сите граѓани што на 14 декември беше организиран голем хуманитарен концерт со цел за да ми се помогне да можем да ги соберем потребните парични средства да заминем на операција. Од концертот се соберени 6.000 евра. Парите се пуштени на сметка. Еден апел да упатиме да до сите граѓани на град Кочани и пошироко да присуствуваат и да ми ја дадат поддршката на 16.1.2018 година со почеток од 20 часот во ресторант Аледар, што ќе се одржи хуманитарната забава и со тоа ќе ми помогнат да можем да ги соберам потребните 3.000 евра и живи и здрави на 15 март да заминеме на операција. Благодарам на сите. Организаторите, освен до естрадните уметници кои што ќе пејат за помош на Митев, упатија и голема благодарност до спонзорите кои што несебично прифатија да помогнат: печатницата Мастерпринт, ресторан Аледар и медиумите Радио Ла Коста, Канал 5 и Канал 8 телевизија. Инаку за сите оние кои што сакаат дополнително да донираат за Методи Митев, тоа можат да го сторат и во кутиите кои што ќе бидат поставени на денот на забавата во Аледар, како и на жиросметката во Тутунска банка. Се знае начинот на кој црквата ги слави празниците. Тоа е литургискиот и не треба да се празнува со гозби, јадење, пиење, играње комар и палење огнови. Се што не е во склоп со православното учење да не се практикува, апелираат свештениците. За празникот Свети Василий пак на истоимениот манастир на Пониква ќе се служи света божествена литургија, на која ќе чиноначалствува владиката Иларион и свештениците од Кочанското архиерејско наместништво.
Играњето комар за Василица и палењето огнови не е во согласност со православното учење и типик. Затоа свештениците со апел да се внимава со славењето на големиот христијански празник посветен на Свети Василий, кога се слави и обрезанието Христово. Во недела Светата православна црква се споменува за два големи празници, односно тоа обрезанието на нашиот Господ Исус Христос, а исто така се спомнува и за еден од најголемите светители и столбови на православието, тоа е светиот Василий Велики. Имено според она што го знаеме од Светото предание и што е запишано во Светото писмо, според тогашната еврејска традиција, сите новороденчиња во 8-миот ден биле обрезувани, зборувам за машкини лица, односно им бил пресекуван дел од телото, што било едно символичко изобразување дека тоа лице е член на еврејската заедница, и на тој 8-ми ден им било давано името и така нашиот Господ Исус Христос, иако, како што знаеме, можел поради неговото безсемено зачнување, поради неговата безгрешност, да го одмине овој чин, но сепак се со цел, како што поучуваат светите отци на Светата црква, тој тоа го направил пред се ради тоа буквално да им ги затне устите на сите оние еретици кои што учеле дека Христос дошол на земјата привидно, а не по тело. Од храмот Свети Великомаченик Ѓорги потсетуваат дека во недела на 14 јануари, кога се слави празникот посветен на големиот светител Свети Василий Велики, ќе се служи света божествена литургија со почеток во 9 часот на истоимениот манастир лоциран на пониква на Осоговските планини. Со светата божествена литургија ќе чиноначалствува митрополитот Брегалнички господин Иларион и свештеници од Брегалничката епархија. По тој повод, в недела на 14 јануари, за следење на светата литургија на манастирот од градскиот плоштад во Кочани, тргнува организиран автобус и сите заинтересирани верници може да го искористат. Повратниот билет изнесува 100 денари, а автобусот тргнува во 7 часот наутро од пред автобуската станица и во 7:15 од плоштадот во Кочани. Од црковното настојателство при манастирот дополнуваат дека секој верник треба со себе да носи и прибор за јадење. Другарска средба по повод Стара Нова година организира Сдруженијето на пензионери Кочани за своите пензионери. Истата е закажана за 13 јануари во ресторан Аква во 12 часот. Сдруженијето на пензионери на Кочани по повод одбележувањето на Стара Нова година за своите членови организира другарска средба, што ќе се одржи на 13 јануари во ресторан Аква со почеток во 12 часот. Цената на менито изнесува 400 денари, а на свеченоста присутните ќе ги забавува музичка група. Од Кочанското сдружение на пензионери истакнуваат дека заинтересираните карта може да си набават во управата на сдруженијето. Инаку, по повод новогодишните и божикните празници, Сдруженијето на пензионери од Кочани ја реализираше акцијата за дарување на пакети за пензионерите кои се социјално загрозени и се со ниски пензии. Комисијата за здравство по однапред направена анкета и собрани податоци констатираше дека годинева социјални пакети од Кочанската пензионерска организација треба да добијат 58 пензионери, за кои се констатира дека се социјално загрозени, болни, изнемоштени и со ниски пензии. Сдруженијето на пензионери, согледувајќи состојбата на терен, донесе одлука да додели 58 социјални пакети, кои во пресрет на божикните празници ги добија пензионери од градот и населените места во општините Кочани, Зрновци, Чечиново, Облешево, кои влегуваат во состав на Кочанската пензионерска организација. Од овие пакети, 35 беа доделени на пензионери во градот, додека 28 социјални пакети во населените места од овие три општини. Паралелно со оваа активност, Комисијата за активност на жените при Кочанската пензионерска организација реализираше своја активност со посета на 23 осамени и болни пензионери, на кои им додели скромни подароци и им пружа лекарска помош на лице место во нивните домови. Со оваа активност од Комисијата за активност на жените сакаа да покажат дека не ги забораваат и пензионерките кои што се осамени и болни, при што при посетата извршија лекарски преглед и им ја дадоа потребната здравствена заштита, истакна доктор Павлина Тодосиева, председател на Комисијата за активност на жените пензионерки. Инаку, за подготовка на социјалните пакети и подароците кои се состоеја во прехранбени артикли, Сдруженијето на пензионери на Кочани издвои средства во висина од 100.000 денари од сопствениот буџет на Сдруженијето. Посета на болни и изнемоштени пензионери направија и активистите на Црвениот крст.
Следува информацијата од спортот. Поранешниот борач на Спартак и актуелен репрезентативец на Македонија Иван Јанев упати јавна реакција во врска со поддршката на спортот во државата, посебно за спортистите над 20 годишна возраст. Во писмениот допис тој ги прозива државните институции за таквата ситуација, нагласувајќи дека ако нешто не се промени, Македонија ќе остане без успешни спортисти во сениорските категории. Концентрацијата на финансиската поддршка што државните агенции и другите институции задолжени за помош на спортот ја прават само кон младинските категории беше причина за јавна реакција на борачот Иван Јанев. Во писмениот допис некогашниот член на Спартак, кој сега настапува за Радовишки Бучим, реагира што добрите и успешни спортисти ја завршуваат кариерата околу 20 годишната возраст. Најчеста причина за тоа е што мора да започнат да работат за да се обезбедат финансиски средства. Поради тоа, Јанев прашува дали во Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет и другите институции некогаш се запрашале зошто тоа е така и дали воопшто е посветено внимание на овој проблем. Тој вели дека во моментов ниту на локално, ниту на државно ниво не постои стипендија или било каков вид поттик за спортисти над 20 годишна возраст, а тоа се прави најчесто само за младинските генерации. Затоа се јавува и дилемата зошто да се вложува во младите кои секако еден ден ќе станат сениори и кога најмногу од се ќе им треба поддршка од државата и од клубовите, автоматски ќе се стави крај на сиот нивен вложен труд во претходните години. Јанев укажува дека не е погрешно да се стимулираат младите и да се вложува во нив, но односот кон спортистите со над 20 години е катастрофален и тоа мора да се промени. На крајот од својот допис, еден од поуспешните членови на македонската боречка репрезентација заклучува дека во државата се помалку ќе има спортисти сениори, поради што не ќе може да се бара некаков успех од нив во иднина. Со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.